на комисијата, почитуван министер, вчерашниот ден го започнавме онака како што беше започнат и денеска продолжуваме силни критики за тоа што го донесувате еден ваков значаен закон во ваков момент на истекот на мандатот, без општа, без јавна расправа, нетранспарентно, далеку би рекол од мислењето на оние кои што се заинтересирани. Сега ми изненадува кога стигнавме до овој амандман, кога се предвидува една сосем коректна интервенција во поимниот дел од законот кој што го предлагате. Изненаден сум зошто не го прифаќате. Еве еден мој, уште еден мал допринос да се обидеме да ве разубедиме. Станува збор за интервенција во нешто кое што се нарекува поимник, каде што се дефинираат поемите, каде што сте дале дефиниција за студент со посебни достигнувања и резултати во студирањето. Амандманот кој што ние го предлагаме е всушност поставување на критериуми за селекција за она што значи студент со посебни достигнувања. Несериозно е вашата дефиниција е лице до 28 години, најпрво од каде го најдовте тоа до 28 години? Ако одиме според законот, млад човек е до 29 години, од каде излезе ова до 28? Во ред, еве, да кажеме дека не е тоа најспорно. Меѓутоа, добитник на домашни или меѓународни награди и признанија, остварил успех од студиите меѓу првите 10 во генерацијата или остварил успешна пракса од областа на студиите. И сами знаете дека еден од изворите на корупција според дефиниција представуваат прешироките дискрециони овластувања, кога се даваат прешироки дискрециони овластувања да се одлучи. А на овој начин вие давате прешироки дискрециони овластувања, односно можност за одредени студенти кои што се помеѓу првите 10 во генерацијата во би рекол факултети универзитети кои што не се така високи во рангирањето, да добијат предност пред студенти кои што се надпреваруваат на многу поистакнати универзитети. Сакам да ве потсетам дека една од причините зошто младите заминуваат, и тоа емпириски докажа на прашањето зошто заминуваат, а надвор од економските проблеми, останатите причини за заминување од Македонија се недостатоци кои ги имаме во образованието, во здравството, недоволна организираност. Меѓутоа, едно од клучните прашања кај младите луѓе е тоа што најдобрите не ја добиваат шансата која што ја заслужуваат. Зошто Министерството за информатичко општество и администрација би имало против за вметнување на критериумите за селекција, начини за селекција во самиот поимник? Оттаму, затоа што ако размислите, секое рангирање, без разлика дали станува збор за основно, средно, високо образование, секое рангирање на ученици или на студенти е поврзано со одредени, би рекол, прецизни критериуми за селекција, затоа што поддршката на најдобрите студенти представува една символична поддршка на раст на општеството. Не велиме дека оваа одредба од поимникот би сменила не знам се, меѓутоа сметаме дека незината замена со она што го предлагаме, а тоа е јасни критериуми каде што ќе пишува дека остварил надпросечен успех во студирањето и рангиран меѓу првите 5 во својата генерација или завршил прв, втори или трет циклус студии на еден од првите 500 универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции, и се набројани институтите за кои што ги предлагаме ние. Еве, подготвени сме да влеземе во дебата, нека биде и првите 1000, ако сметате, нека биде рангиран помеѓу првите 10, ако сметате, меѓутоа вакво едностранно отфрлање на ваков амандман за да останеме на една штура дефиниција во поимникот каде што пишува меѓу првите 10 во генерација или остварил успешна пракса од областа на студиите, и тоа е малку би рекол сега дискутабилно. Каква е таа успешна пракса од областа на студиите? Разбирате, наместо во 21 век да им дадеме простор на најдобрите
А ние повторно, и вчера со вас дебатиравме за улогата на членовите од Министерство за политички системи и односи помеѓу заедниците кои што ќе можат, ќе учествуваат во сите фази на селекција и повторно еве кога доаѓаме кај студентите ја гледаме истата ситуација, наместо најдобрите ние повторно оставаме простор за партизација, повторно оставаме простор за влијание, повторно оставаме простор за непотизам, за кронизам, за сите тие негативни појави во општеството. Па е само погледнете, остварил успешна пракса од областа на студиите. Доволно ви е еден да ви потпише ваш роднина, пријател дека сте остварили успешна пракса во Министерството за политички систем и односи со заедниците. Па до кога роднините на политичарите ќе имаат предност? Според оваа дефиниција, со една потврда, со едно ливче хартија, на кое што пишува дека студентот остварил успешна пракса од областа на студиите, ќе биде третиран како студент со посебни достигнувања и резултати во студирањето. На тој начин, не само што сте контрадикторни со самиот назив на поимот, туку го негирате она кое што сте го ставиле во поимникот. Студент со посебни достигнувања и резултати во студирањето да се оценува според успешна пракса од областа на студиите. И сами знаете дека означува дека потврда издадена надвор од образовниот циклус, од образовниот процес, ќе може да го рангира како студент, кој остварил посебни достигнувања и резултати во студирањето. И сами знаете дека тоа е контрадикторно и сами знаете дека вака, ако го оставите поимникот, се остава простор за да продолжи сето она кое што во изминатите години, би рекол, го доведоа до совршенство СДСМ и ДУИ. До совршенство, сметам дека со вакви несериозни дефиниции само и се олеснува, би рекол, оваа постапка. И може би кога го погледнавме најпрви законот и помисливме дека може да е случајно ваквото дефинирање, затоа и го предложивме овој амандман. Сега кога гледаме со каква леснотија одбивате да се постават критериуми и инсистирате да остане на дефиниција дека успешната пракса од областа на студиите е, би рекол, критериум за да бидете студент со посебни достигнувања, верувајте ми, е поразително. Ова е поразително за нас кои што сме седнати овде во овие клупи, меѓутоа замислете колкава е фрустрацијата кај оние кои што студираат, оние кои што се борат, оние кои што совладуваат материјал секојдневно и наместо да направите пат да бидат дел од државата, да бидат заинтересирани, да аплицираат, наместо да ги имаме најквалитетните како административни службеници, е повторно преку вакви формулации како што се успешна пракса од областа на студиите, невидени кованици, повторно им правите пат на оние кои што се блиски до партиските центри и токму затоа предизвикувате луѓето, граѓаните да немаат доверба во институциите. Формулации како успешна пракса од областа на студиите не треба да се најде во иста реченица со резултати во студирањето. Едното е во студирање, другото е вон студирање. Верувајте ми, го предлагаме овој амандман со најдобри намери, најчесно. Ако не сакате вие, ќе дојде време, по 7-8, ќе дојде една друга влада, ќе дојде друго парламентарно мнозинство и ова ќе биде променето. Така да, времето кога ве молевме, помина одамна, сега ви даваме добронамерни совети, ако сакате прифатете ги, ако не сакате, секако ќе си одите и ќе добиете забрана за приближување до државни функции од 500 метри на следните избори. Благодарам. Минимум.